Денеска Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, поаѓајќи од делот на нарушеното социјално партнерство и диалог, кои што се предизвикани од највисоките државни органи и нивните највисоки представници, во последните 2 до 3 години целосно маргинализирање на улогата на релевантните синдикални партнери го прогласува следниот синдикален проглас со мерки и барања. Поради еклатантното кршење на одредбите од Уставот, Законот за работни односи, ред закони од сферата на работничките односи, спогодбата за формирање на економско-социјалниот соект, повеќе меѓународни конференции кои Македонија ги има ратификувано во собранието, нефункционирањето на социјалното партнерство и диалог од страна на министерства и дел од институции формирани од влада, создадува составива на тотално газење на правниот систем и целосно пасивизирање и непочитување на слободата на синдикалното функционирање во Македонија. Со цел ваквите исклучително опасни и неприфатливи состојби да бидат надминати, КСС од сите политички чинители во нашата држава бара да се обврзат дека овие состојби, кои се исклучително опасни и неприфатливи, веднаш да бидат надминати. И за цела цел ги објавува следниве барања. Бараме вистинско почитување на законите со што работниците ќе ги остваруваат своите права без никаков политички притисок и ќе ја вратат довербата во правниот систем. Безрезервно почитување на колективните договори за во идни дена да не се соочуваме со мерки за притисок од наша страна како што се протести и штрајкови и играње со судбините на работниците во нашата држава преку популистички мерки. Фер и коректно социјално партнерство со реален, а не со неформален социјален диалог и подпишување на колективни договори со сите релевантни фактори, со што ќе се докаже почитувањето на достоинството на работникот во нашата држава. К15 за сите, без исклучок дали се во реалниот или јавниот сектор, а владата да биде предводник и пример за работодавците како се почитува работникот. Пето, од причина да се избегне хаосот во системот за плати, кој што се направи во изминативе години со носење на популистички мерки, КСС бара почитување на Законот за минимална плата и како најголем синдикат во јавниот сектор бара носење на Закон за систем на плати со кој децидно и детално ќе се опишат и оценат сите структури на дејности во јавниот сектор по примерот на соседните земји и на дел од земјите во Европската унија. Шесто, бараме носење на закони по мерка на работниците, без да се загрози бизнис секторот, пред се Законот за работни односи, па и сите други закони во сферата, кои што се од витално значење за работничките права, низ вистинска инклузивност на сите релевантни фактори во државата, а не водење на јавни дебати со одбрани издруженија од граѓанскиот сектор и избрани социјални партнери под изговор дека имаме инклузивност и сеопфатност, а всушност тој има во место и ништо не е подобрено. И ниеден закон кој што беа помпезно најавувани не е донесен. Седмо, вклучување на синдикатите при контролата на инспекторатите од причина што под товарот на политичкиот притисок во изминативе години, не велиме за сите, но голем дел од нив носеа решенија по тркот на политичките мукници во Македонија. За да се избегне сето ова, се разбира во договор со бизнис секторот и владата, ние ќе предложиме модел во кој што синдикалните представници ќе бидат присутни при контролата каде синдикатите имаат представки, само да се осигура непристрасноста и почитувањето на законот од страна на инспекторот, што не беше случај до сега. Мерка за уцена на вработените во јавниот сектор, но очигледно е дека квази синдикатите ја одиграат својата улога и сведоци сме дека во последните неколку дена сакаат да ја легализираат оваа мерка преку мала врата. Бараме, наместо да се ставаат вработените на трансфер листа, зашто според нашите дојави овој период се делат на подобни и неподобни, парите што ќе се дадат на бизнис секторот во цели 2 години да се пренасочат кон фондот за пензијско и инвалидско осигурување
и да се донесе законско решение за предвремено пензионирање на сите што имаат полни 60 години и да се испратат во пензија со полн стаж. Нашите анализи покажуваат дека годишно во Македонија имаме 6 до 7% пензионирање во јавниот сектор, така што со проста математика јавниот сектор со 2-3 генерации ќе биде намален од 25 до 30%. Исто така бараме целосна дигитализација и рационализација на јавниот сектор, искрена и фер функционална анализа, преквалификација на одреден број на вработени и враќање на кариерното напредување со цел мотивирање на административните и јавните службеници, но не со оценување како што го имавме досега, туку преку софтверско решение кое ќе биде дел од дигитализацијата во јавниот сектор, со што ќе се направи фер пристап, а трудот на секој поединец ќе биде вреднуван според сработеното, а не по желба на раководителите и директорите. Последно, бараме почитување на законот за минимална плата и итно пристапување кон усогласување на платите во јавниот сектор. Од причини што сега се случува уште поголем хаос, затоа што неколку позиции на носители на дејност веќе се изравнија со помошно-техничкиот персонал, што секако е незаконски и противуставно да се дозволи вакво порамнување на платите.